посланието до Филемон, иако е мало, сепак има голема значајност. Како и секоја друга книга, нели, во Библијата. Ама во Библијата, ако ќе најдеме на мала книга, тоа не значи дека има мало значење во целокупното светописно учење. Има исто толку големо значење како и најголемата книга во Библијата. И посланието до Филемон е, како што спомнав минатиот пат, е напишано во доста драматични околности. Да ве потсетам малку на позадината. Филемон е пријател на апостолот Павле. Претходно бил многобожец, најверојатно, и го прифатил евангелието како резултат на проповедањето на апостол Павле. Филемон бил доста богат човек, имал најверојатно голем имот, и оно што знаеме сигурно е дека имал робови, имал слуги по дома. И еден од тие слуги еден ден му текнало да си го фати патот и да избега. Онисим. Го барале по дома, каде Онисим, може би требало да се заврши нека работа, да се направи нешто, да се земат може би децата од школа, ајде прати го Онисим, ќе ги земе децата од школа, арно Онисим го нема. Може би си мислеле на почетокот дека Онисим некаде заглавил, па ќе се врати, ама со тек на време сваќа дека Онисим го нема никаде и дознале дека Онисим се го фатил патот и избегал од домот на Филемон. И на некој чудесен начин Онисим налетува на апостолот Павле, го слуша евангелието, и исто како неговиот господар го прифаќа и верува во евангелието и станува христијанин. И после некој време Павле најверојатно му вика на Онисим: Онисим, знам што направи, знам дека избега од твојот господар и време е да поправиш таа грешка и време е да се покае за таа грешка. Така да ќе те пратам дома, иди, извини му се и еве ќе ти пратам едно писмо со тебе. Однеси му го ова писмо, па што ќе направи Филемон, ќе направи, не знаеме. Според римскиот закон во тоа време, Филемон имал секакво право да го даде Онисим на погубување. Можел да го направи тоа. И никој не би му рекол, освен луѓето во црква се разбира, ама никој од надвор светот не би му рекол што направи бе, зашто бидејќи многу робови во тоа време бегале и нивните господари, ако не сакале да им покажат милост, ќе ги предадат на погубување. Некои од нив може би дури завршували со распнување, особено ако украле нешто повеќе од кај господарите, што некои историчари прочувачи Библијата мислат дека Онисим го направил токму тоа. Знаете, кога си роб, кога си слуга во тоа време, немаш ти џепарац. Ако сакаш да почнеш од ново, ти требаат пари. Ти треба пари за јадење, ти треба пари за транспорт и така натаму. Така да најверојатно кога Онисим си отишол од кај Филемон, си рекол: јас јурам од дека не се враќам веќе, ама за да стигнам на некој друго место, за да почнам од почеток, мене ми треба кеш. И има шанси, иако директно не го пиша тоа, ама во еден дел од посланието ќе се сетите пишува Павле му пишува на Филемон: ако ти направил некаква штета, јас ќе ти платам. Значи ако нешто џокнал, јас ќе ти го вратам тоа. И иако Филемон имал секакво право да го предаде Онисим на погубување според римскиот закон, во ова послание на некој начин индиректно Павле му вика: батали го римскиот закон, почитувај го Христовиот закон. А Христовиот закон, ќе се сети во Галатјаните, вика е љубовта. Покажи љубов на оваа личност која што те ошури, како што би рекол нашиот народ. Избега, го нема никаде, може би ти земал нешто и еве го сега се враќа. Иако ова послание е напишано пред околу 2000 години, иако ова послание е напишано во една култура која што е сосема поразлична од нашата, не сосема, доста поразлична од нашата, иако ова послание не е до тебе и до мене директно напишано, ама има што да научиме, бидејќи ова послание ни учи како верата во Бог ни помага да се справиме со луѓето кои што не повредуваат во животот. И секој еден од вас знае што значи да се биде повреден во животот. Секој еден од вас си има по некој Онисим во животот. И тоа не по еден, може би имате по 5, 10, 15, 20, колку и да се. Секој еден од вас знае што значи да се соочиш со Онисим. Човек кој што ти изгрешил многу и човек кој што доаѓа и ти вика: прости ми. Човек за кој што другите ти викаат не да заслужува простување, во тоа општество тоа била реакцијата на другите кон Филемон, Онисим не заслужува простување, ама Павле му вика: чека те потсетам на Христовиот закон. Батали ги стандардите на општеството, батали што вика твојот комшија или твојот пријател, да те потсетам на Христовиот закон. И читаме денеска два стиха. Минатиот пат ги читавме 1 до 5 стих, денеска читаме 6 и 7 стих. И вика вака: и молам
твојата вера, од почеток ќе читаме, чисто за да го имате да бидете повторно подсетени на контекстот. Вика Павле, затвореник на Исуса Христа, и братот Тимотеј, до возлюбениот Филемон, нашиот сотрудник, и до Апфија, возлюбената сестра, и до Архип, нашиот другар во војувањето, и до твојата домашна црква. Благодат вам и мир од Бога, нашиот Отец и од Господа Исуса Христа. Секогаш му благодарам на мојот Бог, кога те спомнувам во молитвите своји, бидејќи слушам за твојата љубов и вера која имаш во Господа Исуса и кон сите свети. И молам, овие два стиха се памтите, и овие ќе ни бидат основата за проповета. И молам твојата вера, што ја имаме заедно, да се покаже на дело во познавањето на секое добро кое го имате во Исуса, во Христа Исуса. Зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Павле имал една многу интересна навика која што гледаме не само во ова послание, туку и во некои од другите негови посланија, а тоа е следново. Многу често знаел да ги пофали тие кои што го примаат неговото писмо за нивната вера, за нивната пожртвување, за нивната служба. Освен посланието до галатјаните, мислам дека каде што Павле се гледа дека малце е напнат према галатјаните, освен посланието до галатјаните, сите други негови посланија, он вика: "Фала му на Господа за тебе, за вас, за вие кои што го примате", бидејќи нели имаме посланија на Павле кои што ги пишува до поединци, Филемон, посланието до Тит и двете посланија до Тимотеј, и другите посланија се до цркви. И скоро секогаш кога пишува Павле до било кого, дали до поединец или до црква, вика: "Фала му на Господ за вашата вера. Слушам добри работи за вас", и тоа го прави. Вика: "Секогаш му благодарам на мојот Бог кога те спомнувам во молитвите своји, бидејќи слушам за твојата љубов и вера која имаш во Господа Исуса и кон сите свети." Ама Павле никој пат не застанува овдека. Кога ќе те пофали за твојата вера, ти вика: "Ама се молам уште повеќе да напреднуваш." Не е као: "Еј, браво, си напреднал, си почнал да читаш Библијата, доволно е." Не. Си напреднал, фала му на Господ за твојот напредок, ама јас ќе барам уште повеќе за тебе. Сакам да знаеш дека иако е добар напредокот, можеш уште повеќе да напредуваш. И верувам дека секој од нас може да се соочи со тоа. Да, во црква си 1, 2, 5, 10, 15, 20 години си напреднал и фала на Господ за тоа, ама можеш уште. Секој пат можеме повеќе. И тоа треба да биде нашиот стремеж како верници. Да, фала на Господ за твојата љубов, за твојата вера, ама се молам уште повеќе да се покажува на дело. Уште повеќе добрините кои што Господ Исус Христос ги има за нас, да можеш да ги покажеш на дело. И Павле бил тип на човек кој што ќе те пофали, ама нема да дозволи таа пофалба да те удри во глава и да лета со главата во облаце и речеш: "Кој е како мене, јас ме пофали Павле." Ќе ти рече: "Да, браво, ама сакам да знаеш има уште повеќе што може да направиш. Сакам да знаеш дека можеш повеќе. Не можеш ти во своји сили. Христос преку тебе може повеќе да направи." И ова е добра навика која што треба да имаме и во црквата. Ние во црквата никој никого не фали, зошто да не се возгордеат другите. Кога ќе видиш дека некој напредува, ќе видиш дека некој дома му е хаос, ама пак ќе дојде во црква и покрај сите проблеми што ги има во животот, пак ќе дојде во црква, не да го фалам него: "Ти никој не е како тебе", а да речам: "Еј, фала ти за твојата вера, фала ти за твојата љубов, ме охрабрува со твојот пример што иако ти е толку тешко во животот, иако не се станува са баје од кревет, ти дојде во црква." Треба да негуваме таква атмосфера во црквата, кај што: "Еј, ја гледам твојата вера, го гледам твојот напредок и фала на Господа." Не фала ти само тебе, фала на Господа кој што го прави тоа во твојот живот. Значи Павле секој пат дава пофалба, ама дава и предизвик или дава поттик. Никој пат не е само браво. Туку е браво, ама може повеќе. Ако му дозволиш на Бог, може Бог да направи уште многу повеќе во твојот живот и преку тебе. И верувам дека тоа е Божјата желба и за нас денес. Никој пат да не се задоволуваме со: "Јас си го знам Јован 3:16." Толку, тоа е верата, Јован 3:16 само. Убаво е, фала на Господ за Јован 3:16. Ама знам, ама можам да знам повеќе. Го сакам Бог, можам да го сакам Бог повеќе. Ги сакам црквата, ги сакам неверните, ама можам да ги сакам повеќе. Давам, можам да давам повеќе. Служам, можам да служам повеќе. Секој пат да се стремиме кон: "Јас преку Христос, не јас самиот, можам повеќе." Една од најтрагичните работи кои што може да им се случат на христијаните е да се задоволат со тоа до кај се стигнати во духовниот живот. Фала на Господа, јас си знам. Кога некој ќе рече: "Јас си знам, нема никој што да ме учи мене", нешто не ми штима овдека.
Секој може од некого да научи нешто. И секој може да научи нешто повеќе. И духовниот раст не е дестинација до која што стигнуваме. Духовниот раст не е нешто кое што можеш да го достигнеш и да речеш толку веќе не можам да растам. Физичкиот раст, нашите тела растат до одредена висина и толку е. После може само у ширина да растеме, ама у висина не можеме после да растеме. Не можеме да се натераме, од денеска ќе растам повеќе. Христос вика, што можеш да направиш, ќе си додаеш ли малце висина ако се секираш? Не можеш. Ама духовниот раст е поинаков. Духовниот раст го имаме толку многу колку што сакаме да го имаме. Или го имаме толку многу колку што вложуваме во себе, во време со Бог, во време со Божиот народ, колку што вложуваме, толку ќе го имаме. И тоа е Божјата волја за нас. Да, Боже, фала ти да бидеме благодарни за тоа што Бог не спаси, што ни дал да растеме. Тоа го прави Павле во 4 и во 5 стих. Викам благодарен на Бог за твојата љубов, за твојата вера. Господе, фала ти што си ми дал вера, ама Господе, сакам поише. За жал ние често копнеме поише кон материјалното, а со духовното се задоволуваме. Библијата не учи нас противно, да се задоволуваме со материјалното, а да копнееме по духовното. И тоа е Божјата волја и за Филемон, и за тебе, и за мене. И кога Павле му пишува на Филемон, вика, се молам твојата вера што имаме заедно да се покаже на дело, на некој начин вика, сакам да правиш уште повеќе добри дела сакам да правиш. Ова се однесува на тоа како Филемон ќе постапи кон Онисим. Доброто дело. Значи, Павле многу мудро ја поставува сцената во ова послание. Он го спомнува Филемон за Онисим за прв пат го спомнува во 10 стих. Првите 9 стихови поставува сцена. Вика, Филемон, ти си добар човек. Фала на Господ за твојата вера, за твојата љубов. Се молам повеќе да растеш. И кога вика се молам повеќе да растеш, со други зборови му вика, пази што ќе прави со Онисим. Еве ти можност да растеш. Сакам, вика, да се покажеш уште повеќе во добрите дела. И секој пат кога Бог сака да не предизвика да се покажеме во добрите дела и во духовниот раст, не би ме чудело Бог да ни прати некој Онисим во животот. А Бог ти пратил Онисим, може би моментално имаш некој Онисим и ќе имаш некој Онисим сигурно во животот. Бидејќи простувањето секој пат е начин на кој што можеме да растеме. Кога апостол Павле му вика на Филемон, сакам повеќе да расте, сакам повеќе добри дела, му вика, еве ти го Филемон, еве ти го Онисим и пази како ќе постапи со него. Бидејќи со него или може да направиш лошо дело, или пак може да направиш добро дело. Лошо дело е ако му се лутиш, ако го предаеш да го казат и ако му се одмаздиш. Добро дело е ако простиш. Ако не знаеме да простиме, не можеме да растеме. Односно, ако не знаеме, ако не сакаме да простиме, не можеме да растеме. И тука оно што го поттикнува апостолот Павле на Филемон е сака да му се вика, сакам твојата вера на некој начин повторно да се покаже на дело. Да, до сега се покажал, не река претходно Филемон не правил добри дела, не река претходно, нели го фалеш, имаш и љубов и вера и кон Господ и кон светиите, вика сакам уште еднаш. Сакам уште еднаш да покажеш љубов кон еден нов светија, кој што до сега не си го знаел во живот како светија, како некој кој што верува во Христос, а тоа е оној роб кој што избегал тебе и сега се враќа назад кај тебе. Ама оваа тема, верата и делата е многу важна да ја разбереме, бидејќи спасението и светоста зависат од нашето разбирање на овие две нешта. Верата и делата. Каква е улогата на верата во нашето секојдневие, каква е улогата на делата во нашето секојдневие. И Евангелието, нешто што секој пат треба да ни биде појдовна точка за секоја проповед, за секоја песна, за се што правиме во оваа црква, ќе ве потсетам на Евангелието, иако верувам повеќето од вас го знаете, така натаму Евангелието е радосна вест која што вели дека сме спасени преку вера. Една од главните точки на протестантската реформација беше она sola fide, односно само вера. Се спасуваме само преку вера. Не можам ја ништо да му донесам на Бог моја заслуга и да речам, Господе, гледај колку добро направив, ајде сега ти дај ми спасение на мојата душа. Туку идеме и викаме, Господе, мене не ме бива за ништо во однос на заслужување на спасението, ама јас се надевам на тебе, јас се надевам на твоето дело. Не се надевам на, јас денеска бев добар, денеска Бог поише ме сака. Не, Бог веќе ја покажа својата љубов кон тебе, на крстот на Голгота, поголема од таа љубов, здравие, нема. Арно, ама, иако не се спасуваме преку дела,
Христијанската вера во ниту еден момент не ги одрекува добрите дела. Баш напротив. Нели, Ефесјаните вика, 2 глава, 8-9 стих, зашто по благодат сте спасени? Не вика од вашите дела, за да не се фали некој, значи, преку вера е. Ама, и во Стариот, и во Новиот Завет, постојано сме повикувани да правиме добри дела. Не за да го заслужиме спасението, туку како резултат на спасението. Значи, добрите дела не се коренот на спасението, ама се плодот на спасението, ако може така да кажеме. И оно што му го вели тука Павле на Филемон е, слушав дека ти правиш добри дела, ама може да правиш уште повеќе добри дела. Сакам твојата вера да се покаже на дело. Не само јас си верувам. Знаете, кога јас си верувам, ама луѓето околу мене не може да препознаат дека јас верувам врз основа на моите дела, па не знам баш дали верувам, искрено. Верата е да, спасението да се добива преку вера, ама тоа спасение кој што го имам во животот ќе мора да се покаже на дело. Ако другите викаат дека сум христијанин само затоа што јас викам дека сум христијанин, а не затоа што јас покажам дека сум христијанин, не знам баш. Не знам баш дали има тука способност на вера. И тука е многу важно кога зборуваме за добри дела, вика се молам твојата вера што имаме заедно да се покаже на дело во познавањето на секое добро. Најчесто кога ние размислуваме за добри дела, размислуваме за јас му помогнав на овој, јас се молев за оваа личност, јас најдов некој бездомник на улица па му купив осмина бурек или му купив геврек и јогурт и така натаму, и тие се добри дела и окей да ги правиме тие добри дела. Ама во контекст на Светото Писмо, во контекст на оно што го читаме во Библијата, не смееме добрите дела да ги ограничиме само на јас му купив на некој нешто или јас му дадов на некој нешто. Добрите дела некој пат имаат и духовен, не само материјален аспект. Добро дело за Филемон во овој контекст е да му прости на Онисим. Добро дело на кое што Библијата те повикува тебе и мене е да простиш на некој кој што те сгрешил. Добро дело не е само јас дадов пари. Добро дело е јас не го изгубив трпението со домашните. Не им се изнавикав и не им изнакажав тоа што ми дојде на срце, току прекјутив и се смирив. Тоа е добро дело. Добро дело е кога простуваме. Добро дело е кога се молиме за другите. Добро дело е да, и кога помагаме материјално, и тоа не смееме да го случиме, ама Библијата не повикува на многу добри дела, ама да не си го ограничиме поима добри дела на 10 денари. Некој пат Бог повеќе сака да простиме на некој колку само да дадеме па многу лесно да дадеш пари. Некогаш. Многу е потешко да простиш. За Филемон било сигурно многу полесно да даде пари за да се справи со Онисим на друг начин, отколку да му прости. Ама Павле му вика, сакам добрите дела да се покажат повторно во твојот живот. И целта на овие добри дела вика да се покаже на дело, нели верата се покаже на дело во познавањето на секој добро кој го имате во Исуса Христа. Со други зборови, целта на или во некој превод викаат за Исуса Христа. Целта на секое добро дело кое што го правиме, без разлика дали помагаме на некој материјално, без разлика дали простуваме на некој, што и да е Христос. Не ако јас направам нешто добро за луѓето речат леле Никола колку добар христијанин е, или ти или кој да е лево десно. Туку бе Христос. Овој ми дава пример за Христос. Овој вели дека верува во Христос и на дело ја покажува таа негова вера. Луѓе, вера без дела, ќе се сетите во Јаков пишува џабе од таа, нема никакво фајде од таа вера. Ама дали ги правиме добрите дела за Христос или пак ги правиме за себе? Некој пат ако бидеме искрени, некој пат ги правиме за себе, за другите да не видат. Али Господ Исус Христос вика, се сеќавате во беседата на гората, вика, нека вашата светлина свети пред другите, нека другите ги видат вашите добри дела. Зошто? За да го прослават вашиот Татко Небесен. Тоа е целта. Тоа е целта. Не за да речат, не за да се воодушевуваат на мене, туку целта на секој добро дело треба да биде колку што можам да ги приближам другите до Бог. Не до себе, до Бог. Тој е важен. Не сум ја важен. На крајот на денот. Важен сум во Божите очи, ама во однос на кој ќе добие славата за тоа одредено добро дело, Бог. Замислете каква слава ќе добиел Бог ако Филемон, не знаеме дали Филемон му простил на Онисим или не.
Ама во паганско општество кај што сите господари ги казнуваат своите робови кога ќе се вратат назад, замислете каква слава ќе добил Бог ако Филемон рекол: "Они се јас те простувам." Тоа ќе биде за охрабрување на црквата и тоа ќе биде за сведоштво на светот. Секој пат кога простуваме, секој пат кога правиме добри дела заради Бог, тоа ќе биде за охрабрување на црквата и ќе биде за сведоштво на светот. Сега, книгата Филемон е позната по многу работи, а едната работа по која што е позната книгата Филемон е, можеби некаде сте го слушале ова, а тој е еден така наречен Филемон сендвич. Сега не сакам да ви отворам апетит со ова што ќе го кажам, ама Филемон сендвич нема никаква врска ни со сендвич кој што Филемон го направил, ниту пак со пилешко филе, пошто нели Филемон филе и така натаму. За нешто друго станува збор тука. Знаете сите како се прави сендвич. Ја не знам да готвам, ама знам да правам сендвич. Сендвич кога правите, земате едно лепче, ставате нешто врз лепчето, мастра ставате и ставате уште едно лепче врз него, така, и јадете. Такво нешто имаме и во оваа книга. Не буквално лепчиња, ама. Еве што прави апостолот Павле. 5 стих. Бидејќи слушам за твојата љубов и вера која имаш во Господ Исуса Христа и кон сите свети. 5 стих, Павле на Филемон му дава пофалба за верата. 6 стих. И молам твојата вера што имаме заедно да се покаже на дело во познавањето на секое добро кој го имате во Исуса Христа. Над лепчето става еден предизвик, над пофалбата става предизвик. 7 стих. Зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоја срца на светиите. Значи дава пофалба, предизвик, пофалба. И ова е многу добар начин на кој што е добро да ги поттикнуваме другите на раст и на добри дела. Да ги пофалиме за нивната вера, да им даеме предизвик, со други зборови: фалам на Господ за тебе, молам да растеш, фалам на Господ за тебе. И ова е добар начин за меѓусебни односи во црквата. Кога ќе видиме дека некој сакаме да го храбриме, некој да расте во верата, можеби да прости на некого, како во овој случај, речеме: фалам на Господ за тебе, има нешто што сакам да те предизвикам да размислуваш за нешто, и повторно фалам на Бог за тебе. И овој сендвич, ако можеме така да го кажеме, не се појавува само овдека, туку се појавува во целата книга. На почетокот овие колку се 7, 8, 9 стихови, апостолот Павле му кажува на Филемон: фалам на Господ за тебе, се молам и така натаму. После тоа му зборува еве како да постапи со Онисим и на крај повторно му вика: фалам на Господ за тебе. И ова денеска многу луѓе го користат како пристап за решавање конфликти. И во црква, и во организации и така натаму. Не одиш од денес само да го караш: чека да ти кажам ја тебе што да направиш. Не. Хајде меко да отидеме, ајде малце понежно да отидеме, ајде отидеме малце христолико, на христијански начин. Да бидеме благодарни на Бог за личноста, да охрабриме личноста за нејзиниот раст, да ја предизвикаме и повторно да охрабриме, да речеме: фалам на Господ за тоа што си тука, за тоа што растеш и така натаму. И 7 стих, кога веќе зборуваме за втората пофалба, која што апостолот Павле му дал на Филемон, е она во 7 стих кај што вика: зашто ние многу се радуваме и утешуваме поради твојата љубов, брате, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Еве го сендвичот. Слушам за твојата љубов и вера, можеш повеќе да растеш, и фалам на Господ за твојата љубов и за твојата вера. И вика: во тебе, односно преку тебе, се успокоија срцата на светиите. Некои преводи ова го преведуваат, особено англиските преводи го преведуваат како се освежија, бидејќи грчкиот збор може да значи и се освежија, ама е истиот збор кој што Исус Христос го користи во Мат 11:28, кај што вика: дојдете кај мене сите кои што сте уморени, и јас ќе ви дадам одмор на душите ваши. Истиот, буквално истиот грчки збор. И на некој начин, тука оно што Павле му го вели на Филемон е тоа што Христос рече: дојдете кај мене, ти на некој начин им помагаш на луѓето да дојдат кај него. Преку твојот живот, преку твоите дела, преку твоите зборови, луѓето доаѓаат кај Христос, светиите, и се наоѓаат одмор на своите души. И ќе се сетите, минатата недела читавме 5 стих, вика: кон сите свети имаш љубов и вера кон сите свети. Не само кон 1, 2, 3 од црквата, они ми одговараат, со нив се дружам, нив ги сакам, другите кои ги шиша. Не. Сите свети.
Без разлика кој колку пари има во џебот, без разлика кој каква боја има на кожата и така натаму, каков социјален статус, вика Филемон ти ги сака сите свети. И тука вика им помагаш на луѓето кои што веруваат во Бог да најдат одмор на нивните души, да најдат освежување во нивните души. И добро, денеска е малце дожливо е времето, ама знаете многу, сите знаете лето, пошто има доста жешки лета, сите знаете колку е добро и колку убаво кога ќе бидете на улица и жешко е надвор, ќе застанете под сенка, ќе одморите и ќе се напиете на чаша вода. Како се освежувате и како се одмарате. Си кажеш, фала ти Господи за тоа што некој се сетил овдека да посади дрво и да можам јас да одморам малце под ова дрво. И на некој начин оно што му го вели Павле на Филемон е луѓето така се чувствуваат во духовната сфера кога ти си околу нив. Каков предизвик за тебе и за мене денеска. Дали сме такви типови на луѓе кои што другите за нас би рекле, и повторно, ова прашање не го поставувам за дали му угодувам на другите, ама дали му угодувам на Бог до таа мера што им помагам на другите, на сите свети, да најдат одмор и освежување за нивните души. Мината недела размислувавме за две прашања, тоа е дали за едно прашање, односно дали другите можат да видат љубовта кон Бог и кон луѓето во мојот живот. И денеска прашањето е дали сум тип на личност, дали сум тип на христијанин кој што им помага на другите да најдат одмор и освежување во нивниот Спасител, во нивниот Создател. И верувам дека тоа е предизвик за секој еден од нас. Ако ме прашате мене, без да глумам некоја лажна скромност, јас би рекол дека не сум секој пат таков христијанин. Ама ова е предизвик. Господе, дај ми да бидам таков христијанин. Не пак за мене, заради тебе, за твоја слава, да бидам човек кој што преку разговорите, преку молитвите, преку посетите, преку тоа што ќе се видам со некој, да им помогнам на другите. Не да ги соблазнам, туку да им помогнам да најдат одмор во нивните души, бидејќи сите луѓе се заморени на овој или на оној начин. На секој му е преку глава од нешто во животот. И последното нешто што треба да се случи во црквата е и така луѓето си имаат товари, ние уште повеќе товари да им ставаме овдека. Не, треба да биде место каде што ќе се ослободат. Одмор. Буквално во некои контексти овој грчки збор се користи за кога некој ќе престане да работи. И некој па така се чувствуваме кога во секојдневието. Работиме, напнати сме, уморни сме, така натаму. И Павле вика за Филемон, ти кога си околу луѓето наоѓаат одмор за своите души. Луѓето на некој начин наоѓаат освежување за своите души. И тука прашањето за нас е каква духовна атмосфера создаваме со нашето присуство. Ако Бог е присутен во нашите животи, во силна мера, во голема мера, ќе има пријатна духовна атмосфера. Ако сме ние полни со самите себе си и со гордост, нема да ги освежуваме и нема да им помогнеме на луѓето да најдат освежување и одмор на своите души. А тоа е повикот за нас денес, бидејќи како христијани или ќе бидеме луѓе кои што ќе им помагат на другите да најдат одмор и освежување на своите души, или пак ќе бидеме, не знам, некои само праведни намќори кои што само ги караме другите, само нешто им објаснуваме, само нешто им викаме ти вака, ти онака, лево, десно. Ајде да бидеме луѓе кои што, Боже, доаѓам денеска и сакам преку се што правам во црквата, сакам да им помогнам на другите да растат. Патем кажано, кога сакаме да им најдеме, да им помогнеме на другите да растат и да најдат одмор и освежување, некој пат ќе треба дисциплина. Не викам дека не, таман работа. Не е ова само Господ е сака, ти живеј си како сакаш. Да најде некој пат одмор, некој во својата душа ќе треба да се откаже од некои работи. И ние, можеби од страна ќе бидеме повикани да ќе имаме таа задача да ги повикаме да се откажат од некои работи. Не може човек да најде одмор на својата душа ако не го отвора Божиот збор. Не може човек да најде одмор на својата душа ако не дојде кај Бог во молитва. И некој пат ако гледаме дека некој не го прави ниту едното, ниту другото или пак други работи кои што придонесуваат за да најдат одмор и освежување во своите души, ние сме повикани луѓето да ги соочиме со тоа. Зашто им го мислиме доброто. Ама чисто прашање размислување дали и колку другите наоѓаат одмор и освежување со тоа што ние ги насочуваме кон Бог. Чисто нешто за кое што сигурно ќе биде добро да размислуваме за понатамо. И она што го вели Павле
за Филемон е вика, бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите. Бог работел во Филемон, ама работел и преку Филемон. И секој пат кога Бог ќе работи во нас, ќе почне да работи преку нас. Ја не верувам кога човек ќе рече Господ многу ме учи, јас многу растам, а таа личност ништо не дава од себе. Што те учи? Ама ме учи. Добро, дај да го видиме на пракса. Дај да го видиме на делото. Јас многу знам, јас многу растам, јас многу читам. Фала на Господ. Како ќе го видиме тоа? Кога некој ќе рече Бог работи во мене, јас очекувам Бог да работи преку него или преку неа. Ако Бог работи во мене, ќе работи преку мене. Ако не работи преку мене, не работи во мене. Таа е логиката, таа е библиската логика. И нема лутиш тука, не ти ме судиш. Не те судам, тоа е тоа што го вели Библијата. Не можеме само да примаме од Бог. Мора да почнеме да даваме. И на тоа сме повикани. И Филимон бил тип на човек според тоа што го читаме барем во кој што Бог работел и преку кој што Бог работел. И тоа треба да биде нашата цел како христијани. Не само да примаме, доаѓаме во недела сабајле и примаме. Некој пее, некој се моли, некој проповеда. Фала на Господ, денеска примив доста. Следното прашање е што ќе дадеш? Не зборам за пари. Што ќе дадеш некој пат можеби за тоа. Ама што ќе дадеш кога излезеш надвор од оваа зграда? Тоа е главното прашање. Знаете, некој вика, се шалеле порано дека ние христијаните многу често имаме само дар за примање, немаме дар за давање. Само да примам. Нека ми даде некој, нека ми поучи нешто, да читам нешто, да слушам нешто. А кога ќе дадеме? Време е да почнеме да даваме од тоа што Бог нас веќе ни го дал. И кога станува збор за овој израз на бидејќи преку тебе се успокоија срцата на светиите, мене ми е многу интересен и ми е предизвик. И верувам дека ова успокојувањето, односно кога луѓето ќе наоѓаат одмор и освежување преку тоа што ние ќе го патуваме кон Христос, треба да биде нашата желба и нашата молитва. Не знам што се ќе запамтите од оваа проповед, можеби ништо, ама ова запамтете го. Дајте да си дадеме за цел секој еден од нас како поединец да го молиме Бог, да се стремиме кон тоа да бидеме луѓе кои што ќе им помагаат на другите да најдат освежување и одмор на своите души во Спасителот. И кога секој од нас ќе почне да го моли тоа, кога секој од нас ќе почне да го бара тоа, прашање на време кога нашата црква ќе биде таква. Знаете пошто е позната нашата црква? По тоа што имаме добра црковна зграда. Извинете, ама не ќем да бидеме познати по тоа. Не ќем да бидеме познати по тоа што имаме добар малтер и добри цигли. Фала на Господ и за малтерот и за циглите, и се е тоа фино лепо, се е тоа уреду. Ама нека даде Бог оваа црква да биде позната по тоа што има пријатна духовна атмосфера во неа. Не седнав, абе кога ќе отидеш во Конгрешанска, многу е удобно, какви клупи имаат, што да ти кажам. По тоа ќе не памтат? Еден ден камен на камен нема да остане од ова. Ама тоа што ќе остане од овој светен ден се човековите души и Божјиот збор. Ако сме црква во која што има пријатна духовна атмосфера, ако сме, викам, пошто треба да бидеме, човековите души ќе најдат освежување, одмор, и еден ден кога ќе бидеме на небото, нема да збориме за се сеќаваш колку добра црквена зграда имавме на земјата? Не. Ќе имаме заедништво со душите, со луѓето и ќе речеме, некој ќе рече, во Конгрешанска црква најдов одмор и освежување на мојата душа. Таму го правим спасението во Бог. Нека даде Бог по тоа да бидеме познати, ако можам да кажам познати. Мислам познати сепак ради недостаток на посоодветен збор, ама познати за да можеме да го прославиме Бог преку тоа, не преку имаат удобна и интересна црквена зграда. Фала на Бог и за црковната зграда, за сите кои што давали многу пари, вложувале многу труд за да се направи, ова е голем благослов. Ама да не си дозволиме да бидеме познати по ова, по малтерот и по циглите, туку по пријатната духовна атмосфера. И тоа треба да биде целта на се што правиме. Проповед ли е, пеење ли е, молитва ли е, хуманитарна работа ли е, детски час ли е, што и да е. Луѓето да најдат одмор и освежување на своите души.
И дали црквата, нашата црква конкретно за оваа ќе зборам пошто тука проповедаме и тука се собираме, дали оваа црква ќе биде црква која што луѓето ќе наоѓаат одмор и освежување на своите души, не зависи ни од политичката, ни од економската ситуација во државата. Зависи од тоа колку ние му дозволуваме на Бог да работи, како што вика за Филемон, во него, ама и преку него. Ако му дозволуваме на Бог да работи во нас и преку нас, кога ќе дојде тука човек ќе рече: аха, ова треба да биде црквата и ваква е црквата. Ваква била црквата во Дела апостолски и тука гледам нешто многу слично на она што се случувало во Дела апостолски. Повторно да живееме живот кај што кога ќе живееме живот во кој што ќе им пружиме на другите можност да најдат одмор и освежување на своите души во Господ, не значи да им угодуваме на другите. Не значи дека црквата треба да биде место како кафич, па нека прави кој што сака аптека. Не, туку треба да биде место каде што ќе се поучува Библијата и каде што ќе се живее Библијата. И во време во кое што луѓето постојано се под стрес и уморни и напнати и сега пандемија, па овој вака рекол, па тој политичар така рекол, луѓето се уморни се луѓето. Преку глава им е на луѓето. И црквата е повикана, и јас и ти, оваа заедница е повикана да им рече на луѓето: дојдете кај оној кој што ќе ви даде одмор на вашите души. И тоа треба, верувам, да биде нашата молитва, нашиот стремеж, и тоа треба да биде нешто по кој што ќе копнееме. Боже, направи не црква која што во оваа мало, во овој комшилук и во овој град ќе биде позната по тоа што овие луѓе го сакаат Бог, овие луѓе ги сакаат светиите и овие луѓе ги сакаат оние кои што се од светот. И кои што доаѓаат тука за прв пат, и кои што врска нема што ќе се случува, ама тоа е на по кој што Филемон бил познат, тоа е предизвикот за мене и за тебе како поединци и предизвикот за нас како црква.